Почитувани гледачи, добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова. Јас сум Бојана Димитриевска, вечерва ваш домаќин. Светот се разбуди со новиот председател. Доналд Трамп ќе ги предводи Соединетите Американски држави во наредните 4 години. Македонија доби уште една 8 препорака од Европската комисија, но условена со кредибилни избори. За овие теми вечерва во отвореното студио на телевизија Нова анализираме со универзитетскиот професор Иванка Додовска. Добро вечер. Добро вечер. И со политичкиот аналитичар Алберт Муслију. Добро вечер и за вас. Ајде со она што е светот окупиран овие изминативе 24 часа со председателските избори таму. Доналд Трамп, вип бизнисменот и почетник во политиката, е 45-тиот председател на Соединетите Американски држави. Едни стравуваат од неговото раководење со најмоќната држава во светот, други пак веруваат дека тоа нема нешто многу да промени. Професорке, ќе има ли некакви помирувања после доаѓањето на Трамп меѓу Западот и Истокот, со оглед на тоа што се сеќаваме на изјавата на Трамп дека кога го пофали Путин, изборуваше за градење на подобри односи со Москва? Ви благодарам на прашањето и благодарам на поканата. Поздрав до вашите гледачи. Навистина една вредна дебата за размислување во еден навистина афирмативен круг. Денеска светот е соочен со новата реалност, а тоа е предводникот на светската политичка сцена е токму шоуменот, бизнисменот, како сакате некој го нарекува и шарлатанот, Доналд Трамп. Во секој случај, многу интересен феномен кој што може да се разгледува од повеќе аспекти. Пред да искоментирам во однос на помирувањето помеѓу Истокот и Западот, неминовна е споредбата на Трамп со Регановото појавување или пројавување на американската политичка сцена, и тој во 81-та година, во минатиот век, дојде со речиси исто ниво на скепса и неодобрување од страна на јавноста. Како што знаеме, тој дојде од Холивуд, беше холивудски актер, но потоа светот се соочи со навистина еден извонреден американски политичар кој навистина во својата ера означи голем број на процеси, меѓу кои што и особено значајното паѓање на железната завеса и завршувањето на студената војна. Она што е значајно за Доналд Трамп во 21. век, поточно во 2016 година, е онаа забелешка која што постојано се вртеше во светските медиуми околу неговиот став во однос на Русија, како никој насила да сакаше светот да го врати назад и да ги замрзне сите овие речиси повеќе од 3 декади, од кога е завршена студената војна, од кога е прогласен практично мултиполарниот свет, во кој што навистина и односите и трансформацијата на поранешниот Советски сојуз и новиот руски бран направи една промена и демократизација на која што не и дадоа западните европски сили доволно шанса. Кога го говорам ова, не го говорам како проруски настроена, бидејќи за мене како политолог е западната либерална школа онаа најрелевантна, која што и владеачка и во овој век, и ние се соочуваме со сите тие состојби, но она што е клучно е дека кај Трамп видовме една наивна, можеби простодушна, срдечна намера да го промени да ја промени намерата на некои си елитистички групи во Америка кои еве и за време на администрацијата на Обама цели 8 години, но и малку претходно за време на владењето на Буш помладиот, повторно се обидуваа на моменти да го вратат светот или повторно да направат некаква биполарност во која што главниот непријател нема да биде никој друг освен Русија. Ова е малку дегутантно и во поглед на новите текови, новите геостратешки позиции, како и сите нови предизвици со кои што се соочува 21. век, е навистина нешто што навистина отиде на контото на Трамп, наместо да му биде на штета, бидејќи во тој поглед и на самата американска јавност, доколку ги погледнеме половите во изминативе месеци, ќе забележиме дека тоа воопшто не предизвика некоја посебна загриженост кај електоратот или посебно кај оние неопределените или поддржувачите на републиканската партија. Таков тип на популистичка кампања
која што овој пат видовме во својата најсилна димензија и во најлош облик, ја покажа и другата реалност на светската меѓународна сцена, а тоа е безидејноста и на некој начин врзувањето, посебно на демократите, со воените елитистички финансиски кругови на кои што практично не им дозволија и во вториот мандат, посебно на Барак Обама, а и секако на председателскиот кандидат Хилари Клинтон, да имаат една пооригинална и по, да речам, објективна и по-перспективна програма за тоа каде сака да ја видат Америка во 21. век и секако како одговорни за светскиот мир, да бидат репрезенти на она што се случува реално на терен. Оттаму, во секој случај очекувам дека ќе постои една поинаква реторика и поинаков начин на функционирање помеѓу САД и Русија, но секако ќе има и едно поинакво, се надевам и искрено верувам, поинакво однесување во однос на блискоисточните жаришта, како и во однос на прашањето на затегнувањето на односите генерално со муслиманите во светот, бидејќи и во тој поглед, ако го следиме Доналд Трамп, тој во суштина цело време говореше за заканата од ИСИЛ и за злоупотребата на исламот, која што всушност настана во времето, уште во времето како почетна фаза за времето на првата администрација на Клинтон, а потоа продолжи со многу засилено темпо, особено по 2008-та, кога се случи големата економска криза, се употреби како аргументи во владењето на администрацијата на Обама и каде на муслиманите им се даде една преголема димензија која што во суштина пренегативна, сакам да кажам, димензија во однос на религијата и се создаде еден светски заговор во кој што видовме дека преку арапската пролет се случија голем број на процеси, меѓу другото и страшните бранови на бегалска криза, кои што не се завршени, како процеси се уште стојат пред портите на Европа. Оттаму, ценам дека тој во наредниот период ќе направи едно мало поместување во поглед на таа ригидност која што мораше да употреби како би можел да го сврти вниманието на обичниот гласач во Америка и верувам дека ќе направи добар план со кој што навистина ќе му стави крај на владењето на ИСИЛ или барем ќе направи што е можно подобро, да ги пацифизира на некој начин односите на Блискиот Исток и со тоа да им даде нова шанса на овие блискоисточни држави по демократски пат самостојно да си ги одберат своите лидерства и да се вратат во некој нормален тек кој што си автохтон за нивните уредувања и за подрачјето во кое што се развиваат. Господине Муслију, за многумина ова беше изненадување изборот на Трамп. Анкетите барем го покажуваа спротивното. Ќе се промени ли светот по доаѓањето на Трамп? Кои се вашите очекувања? Добар, сега се работи за председател, избиран председател на најголема и воена и економска сила и секое председателствување во Америка генерира некоја промена во светот. Овој избор е малце покарактеристичен затоа што се работи за прв председател после Вашингтон кој немал државна функција. Он е прв кој не бил во тие институции и е њујоршко дете. Он е само развиен бизнисмен и е гигант и он е прилично познат во Њујорк. Но американската политичка традиција има некои други правила во кои он не се вклопува. Знаете, во Америка ако сте млад, перспективен, интелигентен и сакате да се бавите со политика и сакате да станете председател, вашите обврски почнуваат дури и од средната школа, вашите однесувања. Значи има еден тер кој он го пратат и Трамп е дефинитивно спротивното на тоа. Он е шоумен, он е проактивен и е директен. Баш затоа и анкетите покажуваат тоа што го покажуваат, значи не се изненадивме само ние, туку се изненадија и многу порелевантни институции во Америка, па дури самите републиканци, но баш поради тој начин на негово само промовирање, он имаше проблеми и со самата своја партија. Ме знаеме дека неколку битни политички фигури не го поддржаа. Голем дел од републиканците не застанаа позади тоа. Да. Сега овие прашања кои ги експлорираме ние, например, таму има таргет гласачи. Гласачите кои најповеќе го гласеле Доналд Трамп не се многу заинтересирани за прашањата на односите на Америка со Европската Унија, туку се повеќе загрижени за односите во договорот нафта, затоа што бегаат работите, значи се вели, така популарно, дека Трамп е преседателот на белиот американец. Значи тој
они ги викаат inner cities, од внатрешните градови, од руралните средини, каде што он апсолутно најголемиот број на гласачи и го доби, додека е пообразованите деловите од урбаните центри, од малцинствата, образованите жени ја гласаа Клинтон и резултатите покажуваат дека тие популарните гласови, значи во Америка има електорален систем каде што државите фактички ги даваат гласовите. Иначе во апсолутни бројки Хилари е победник на овие избори, на изборниот модел им е друг, затоа што се федерација, каде што се пообразувани жени од малцинства, од други вери, од други сексуални ориентации, поголемиот број на гласачи отишле кај Хилари Клинтон и така да во една пета во светот развиена економија Калифорнија, разликата помеѓу Трамп и Хилари е скоро дупло. Она има скоро 2 милиона гласа повеќе од Трамп. Но он е апсолутно добар менаџер, он е успешен бизнисмен и дефинитивно овој процес го изменаџира добро. Имаше неколку ретерирања и во процесот на кампањата, од градењето на ѕидот со Мексико со пари на мексиканците до по-флексибилната варијанта дека ќе се истераат тие кои се криминогени, но според тоа што јас сум можел да го приметам, аз сум ја прател целата кампања, он инсистира на легалноста на целиот процес. Дури и тие кои не се криминалци или криминални елементи, треба да се вратат и целиот процес на емиграција во САД да го почнат низ правната процедура. Што се однесува до сигурно дека ќе има голема траума и Републиканската партија, која оствари апсолутна победа, она сега има апсолутна и власт таму, од представничкиот дом, Сенатот, па дури едно прашање што беше многу битно за американците во Врховниот суд, има отворено место, тоа беше дел и од политичката кампања, какви кандидати ќе предложат, дали Хилари, дали Трамп, и они тоа го спремат и пред да станат евентуални представници, им стануваат председателски кандидати, почнува со такви разговори, номинации така натаму. И тоа е едно од битните прашања баш за гласачите на Трамп. Прашањата на абортусот, прашањата на носењето на оружје. Ова се суштински прашања бар за тие inner cities и за тој дел на американското општество, додека електоратот на Хилари е за поголема контрола на оружјето, за слобода на избори, така натаму. Така да овој процес на помирување нема да оди само помеѓу републиканците и демократите или помеѓу поддржувачите на Трамп и на Клинтон, туку ќе оди помеѓу Трамп и неговите републиканци, затоа што, например, најави за реформулирање на односот на САД со НАТО или со Русија се прашања по кои па републиканците биле многу поостри и поекстремни од демократите кои биле многу покооперативни и во минатото. Реган беше од републиканската партија. Тој беше тој кој го нападна источниот блок. Војните во Блискиот Исток почнаа за време на мандатот на председателот Буш и така натаму. Така да верувам дека тука ќе има некоја хармонизација и нивниот систем е систем на checks and balances. Значи таму не е се до личноста, туку е системот малце поконтролиран и не може некој арбитрарно сега да направи војна во светот само затоа што тоа му дошло во моментот. Иако тоа се спомнуваше во кампањата, но тоа е дел од нивното политичко миње. Но мислам дека најголемата загрижувачка компонента баш за политичката елита во Америка, од која Трамп се раздвои, таков кандидат, он и се промовираше себе си како кандидат кој е против естаблишментот, значи веќе востановената политичка структура на двете најголеми партии во Америка, туку е тој кој ќе работи за граѓанинот и таа политичка структура и интересите на тие политички структури ќе ги стави на страна и мислам дека тој и го руши тој концепт на пример за амерички кандидати било проблематично нешто да кажете, па да го смените, па на крај да излезете во друг правец, но мислам дека имаше радикална промена бар во последните 2-3 недели и во неговата кампања стана многу подисциплинирана, немаше емотивни многу изјави, туку беа многу попрецизни.
А изненадувањето не беше само за демократите, изненадувањето беше и за самите републиканци и мислам дека ова ќе биде уште еден поттик за демократите да ги најдат грешките кај им биле, дали комоцијата која им ја овозможија анкетите, дали малце потензичната внатрепартиска номинација која течеше помеѓу Клинтон и Сандерс е една исто така од причините, затоа што држави кои беа бар последните четврт век традиционално демократски, Нью Хемпшир, Висконсин и Мичиген, таму и кампањата била многу понамалена, се работи за урбани зони, зони каде што има и поголем број на универзитети и кои биле традиционално демократски настроени и таму потврлија во бројот на не само во бројот на добиени гласови, туку баш во центрите каде што тие требаше и да генерира најголем број на гласови, не ги добија и ги изгубија тие држави, но ви велам, тоа е све бар кај нив ништо не останува неистражено, ќе добиеме за тоа и статистики и во кој правец се движели и каде се грешки. Очекуваме вклучување од колешката Анита Петровска-Рајковиќ, која е во Њу Јорк, веќе од режија ја контактираат, кога ќе ја добиеме, ќе ја вклучиме веднаш да видиме кои се првичните реакции. Многумина американци беа разочарани, видовме солзи на нивните очи кога Хилари Клинтон ја изгуби битката за председател на Соединетите Американски држави, ќе не извести директно од Њу Јорк. Ние ќе продолжиме со дебатата секако додека се вклучи Анита Петровска-Рајковиќ. BBC денеска прави една интересна анализа, па би сакала да го прокоментираме тоа во однос на НАТО. Подсетуваат дека за НАТО Трамп порача дека едноставно ќе го казни бидејќи алијансата била застарена, а членовите во неа неблагодарни кои наголемо профитирале од Соединетите Американски држави. Трамп рече дека Америка не може да ги штити земјите од Европа и Азија без соодветна компензација. Се закани дека ќе ги повлече американските трупи доколку не им биде исплатено. Ова практично значи дека Трамп би можел да ја промени онаа политика која сад над 60 години ја застапува. Што може да очекуваме? Дали овие негови изјави, најави може да станат реалност? Јас би сакала малку и на претходното што говореше и колегата Муслиу, значи евидентно доколку ги анализираме сите, значи американски медиуми, дека доколку Сандерс беше против кандидат на Трамп, ке имавме денеска сосема поинаков ден. Целата платформа врз која што се базираше неговата кандидатура во рамките на Демократската партија говореше во прилог на тоа дека човекот практично на крај го скршија. И тоа им се врати како бумеранг. Тоа имаше големо влијание врз расположението кое што покажа и еден друг аспект кој што е многу интересен од аспект на медиумите, а тоа е дека веќе медиумската пропаганда го нема истото значење што го имаше како од времето по Втората светска војна до денес. Видовме дека гласачите знаат веќе да бидат исто така манипулативни на ист начин како и медиумите, бидејќи на крајот половите испаднаа комплетно погрешни. Тоа е еден тренд кој што сега се почнува, кој што е означен со овие председателски избори, но понатаму декада за декада ќе видиме дека и политичката наука, но и науките кои што се занимаваат со медиумите ќе треба да го менуваат начинот на методологијата на размислувањето. Во поглед на значи на надворешната политика и во поглед на ставовите на Доналд Трамп, повторно ќе кажам, ценам дека Доналд Трамп отиде и допре до онај најнизок слој и ги допре оние чувства кои што секој затворено внатре во своите затворени заедници го говори, но не го искажува јавно. И тоа беше таргетот со кој што тој настапи. Се разбира дека, како што се согласивме и ние тука сите, таа политика ќе има некој свој концепт, ќе се малце консолидира и ќе добие еден правец кој што нема премногу да отскокне наеднаш во однос на тоа што е традиционално. Јас, например, се согласувам само со едно нешто од денешната изјава на американскиот амбасадор во Република Македонија, господинот Бејли. А тоа е дека веднаш и бргу нема да ги осетиме промените. Тоа е точно. Но, исто така, точно е дека сепак промени ќе има. Бидејќи ако нешто го одразува карактерот на Доналд Трамп, кој што, како што кажавте и вие, е значи предприемач, човек со самостоен дух, човек кој што сака да победува и кој што си држи до себе, сака да му се исполни тоа што го ветува,
checks and balance, значи тоа он го произведува како приватник практично, како бизнисмен, и сега тоа нема далеку да го промени во однос на неговата политичка кариера. Во секој случај ќе има еден нов тим, едно освежување во администрацијата во Вашингтон, која што јас лично верувам дека ќе ги направи подобри меѓународните односи од она што го имавме сега. Вистина е дека создаде голема параноја и страв. И тоа демократите го користеа, значи во голема мерка во целата дебата, бидејќи многу е лесно да им продадете на луѓето приказни за геј бракови, за не знам абортус, да им кажете дека се сите добре дојдени, но реалноста е малку поинаква од сето тоа. Многу е потешко ако излезете и кажете ќе градам нели зид со Мексико, или ќе ги депортирам сите криминалци од оваа територија, ќе исчистам или ќе го спроведам вториот амандман, кој што е од уставот назад, во кој што е стрикно кажано дека дозволата за носење оружје, употреба на оружје е нели практично свето правило на секој американец и практично нели малку наликува на оној Wild West, во кој што нели секој кој што ќе влезе ќе загрози приватната собственост на секој американец може да го изгуби собствениот живот. И тоа зборува за степенот на лицемерието кој што постои во американското општество и кој всушност, иако еве видовме дека во 2 мандати имаше црн председател, што лично за мене бојата на кожата или верската припадност е комплетно, значи дегутантно прашање или бесмислено прашање да го дискутираме, но ние сме сите академици. Помеѓу на обичниот народ тие поделби се уште стојат и тоа е така секаде во светот. Но не видовме дека се смени расната сегрегација во американското општество. Реалноста говори сосема спротивно. Реалноста говори и видовме и ние, бидејќи практично светот едно глобално село и катадневно на интернет и преку нели самиот интернет ни ги доловува сите слики на секаде на светот, гледаме дека во одредени држави, во Соединетите американски држави, луѓето поради бојата на кожата се ликвидирани од страна на службени официјални лица без апсолутно да постои сериозна причина. Значи тоа самите општества меѓу себе не комуницираат и таа приказка има многу голем домен. И тоа е сето тоа што, например, во програмата на демократите не беше воопшто ставено како нешто што треба да се, или не му беше дадено можеби доволно внимание, а е сериозен внатрешен проблем. Во кампањата на Клинтон повеќе се зборуваше за тоа како светот ќе се уреди, како ќе разговараат и ќе преговараат со Кина, на која што и се должни, затоа што по кризата 2008 година добија огромен заем од страна на Кина и така го ставија своето стопанство во вазален однос во однос на кинеската економија. Исто така, дека тие ќе им кажат на русите што да прават, значи повторно 30 години враќање назад, и повеќе, значи од 30 години враќање назад, наместо да одиме напред. И, значи, сето тоа е една популистичка, една лесно изводлива, лесно совладлива територија, која во реалноста не е така. Кај Трамп, со сите осцилации, има работи за кои што апсолутно не се согласувам, како жена, апсолутно никогаш нема да го прифатам тој став кој што го има за жените и така натаму, и јавно го реагиравме тие ставови, но луѓето кажуваат никогаш и работи што не ги мислат, ќе треба да си го, тука ќе треба да биде многу внимателен за да го испере тој белег. Исто така, например, по мене сметам дека апсолутно треба на сите луѓе во светот да им се даде шанса да мигрираат и да се движат според нивната волја и слобода. На крајот на криштата тој е американскиот сон. И мислам дека тука тој ќе направи едно повторно враќање назад, бидејќи на Америка и треба свежа сила која што ќе доаѓа и која што ќе носи од интелектуален и од друг нели капацитет, ќе им носи придобивки, што е било и од секогаш и врз база на кој што е изградено ова општество. Така што мислам повторно дека треба да им се даде шанса на и ова се што беше, значи оваа популистичка реторика и оваа интензијата која што постоеше помеѓу двата против кандидати и сето она што во реалноста, значи го видовме, само ни остава простор да се надеваме дека во наредниот период, заклучно со неговото синоќешно обраќање или утринско обраќање кај нас, како сакате, дека сега во наредниот период до 20 јануари 2017 Доналд Трамп има време да смисли добар тим,
да направи добра стратегија и да видиме што ќе направи. Он се стави пред себе големи задачи. Нели, Алберт? И Обама кер да укине и да види со даночните за овие што се стапките, например кај Хилари ја поддржуваат огромен број, значи, на воени бизнис кругови, практично речиси, колку што сум информирана, цел Wall Street е зад незе. Има огромно лоби кое што стои, значи, и преку фондацијата која што има, нели, кај што се давани донации се. А во незината програма имаше исто така една многу популистичка ставка која што јас лично не верувам дека таа ќе ја спроведеше, а тоа беше за сите богати кои што годишно заработуваат над $270,000, 30% поголем данок треба да платат. Во тоа не верувам, повеќе верувам во Со на тоа какви се незините поддржувачи. Па да, значи таму кој е лобито, каде во каков круг се движите, така и нели експонентот на таквата групација мора да се движи во рамките на потребите, бидејќи тоа е повторно, нели, check and balance. Но од друга страна, на пример, Доналд Трамп рече дека тој ќе ги укине, на пример, една многу голема тежина, на пример, наши пријатели во Америка кои што ги имаме, или кои што, нели, се оригинални американци или се иселеници таму втора генерација, го имаат тој проблем и тоа е реален проблем. А тоа е, на пример, огромниот данок што се плаќа на наследство. И што им е проблем на американците, дури некои не сакаат да го земат наследството поради тоа што дупло повеќе можеби потоа ќе платат за како данок на тоа што го наследиле од некој покоен или од, нели, потестаментално наследување. Така, тоа им понуди некои многу пореални и попипливи можности кои што ќе видиме. Има пред себе 4 години. Почитувани, ќе направиме тука една пауза за реклами. Би сакала да се осврнеме на го начнавте и двајцата политиката на Трамп кон муслиманите, но секако и да се осврнеме на НАТО, алијансата и неговите пораки кои ги даваше за време на кампањата. Правиме една кратка пауза и се враќаме веднаш во студио. Почитувани, повторно сме назад во отвореното студио на телевизија Нова. Мои вечерашни соговорници се универзитетскиот професор Иванка Додовска и политичкиот аналитичар Алберт Муслију. Зборуваме за изборот на американците. Доналд Трамп ќе предводи најмоćната држава во светот во наредните 4 години. Го отворивме прашањето за муслиманите. Професорката Додовска спомена дека може да се промени политиката на Соединетите Американски држави по доаѓањето на Трамп во однос на муслиманите. Што може да очекуваме? Како ќе се промени таа политика? Прво да одам редоследно. Значи имаше во Америка реакции на одредени групи, например. Имаше на жени кои ја сакаат таа слобода сами да одлучуваат баш поради можност председател Трамп да определи нов судија кој е по-конзервативно ориентиран и може да влијае врз тие судски одлуки дека тоа е право на избор на жената. После имавме реакции од афроамериканци кои се буна дека е бар и поради кампањата има веќе она булинг, има ти еден израз каде што бели машки од внатрешните градови се малце поагресивни, користат една политичка реторика која е неприфатлива за Америка последните 20 години, знаете. Некои зборови од политичка коректност не смеете да ги користите. Што се однесува до економијата и до пристапот до војните ресурси, значи во Америка има стратешка разлика помеѓу републиканците и демократите во развојот на економијата. Значи, републиканците веруваат дека економијата се развива преку отворена нови работни места, преку поддршката на големиот капитал, кој преку даночни олеснувања му се овозможува да отвори повеќе работни места, тие вработуваат луѓе и така се развива економијата, додека демократите веруваат дека преку јавните инвестиции се развива економијата, се раздвижува таа и тоа го подобрува животот на баш таа средна класа. И затоа беше тој дел во незината програма дека ќе се намалат давачките за средната американска класа, која прима од $250-270 илјади долари годишно, додека за побогатите даноците ќе бидат поголеми. И тоа е суштинска разлика помеѓу демократите и втората е во регулацијата и дерегулацијата. Например, во Европа имаме конзервативни партии кои го регулираат пазарот со премногу закони, додека во Америка правилото е дека демократите се за поголема регулација, значи попрецизно да се одредат, да има поголема администрација, додека републиканците by default се за дерегулација, за да може самиот пазар некои работи да ги регулира, и затоа Трамп ми најави дека неколку законски решенија во првите 24 часа, така како изјавуваше за време на кампањата, ќе ги укине.
Така да тоа се разлики кои се веќе помеѓу демократите и републиканците, ова се детали како едни од кандидати или другиот ги определиле. Што се однесува до НАТО, тука сигурно ќе ретерира затоа што НАТО не е само воена алијанса која ја брани Европа од останатиот свет, туку е една голема машинерија која е можеби најголемиот извозник меѓу производите кои се произведуваат во Соединетите Американски држави и е исто така меанизам кој овозможува да стратешките интереси како на САД, така и на нивните сојузници бидат одбранети или заштитени низ целиот свет. Значи, првата изјава која даде он беше дека не само со Дека ќе ја касни алијансата, така, бидејќи била застарена, членовите во неа неблагодарни. Стара болка е во НАТО алијансата, дека дел од земјите членки, нарешто од Европа, затоа што најголемиот дел од буџетот на алијансата се генерира преку САД, но затоа и најголемото политичко влијание во НАТО е на САД и не случајно секогаш врховната личност во воениот дел на НАТО е секогаш американец, додека на политичкиот дел во Брисел е европјанин. Но неговите први најави беа дека ќе се казнат европските држави, дека нема да се заштитуваат. Втората дека ќе се повлечат американските војници од пограничниот појас помеѓу Јужна и Северна Кореја. Доколку не им биде исплатено? Точно. Третата беше ќе има промени во ставовите во Блискиот Исток и така натаму. Значи некои стратешко партнерски односи на САД не може да се сменат баш поради економските потреби и стратешките потреби на САД. Така да тука не веруваме дека вториот ден при претседателствувањето ќе се донесе одлука да се има една голема тампон зона која е помеѓу Северна и Јужна Кореја, која постои таму веќе 40 години и е поставена баш со иницијатива на страната на САД, која се стави во одбрана на Јужна Кореја. Но не е тоа само воена сила. Значи, тоа ако се повлече, тоа ќе има многу поголеми импликации и врз Јужна Кореја, па евентуално и врз Јапонија, па ќе се смени односот на силите и на влијанието и на другите фактори, ќе се зголеми сигурно влијанието на Кина таму, ќе се намали на Америка, а тие се стратешки позиции на Америка. Америка не излага само на Атлантскиот океан, таа излага и на Пацифичкиот, значи од другата страна на континентот веќе се работи кои се стратешки битни. За американците не верувам дека тука ќе има некоја голема и драстична разлика, а друго не е дека е исклучено дека партнери, дури и пријателски држави на Соединетите Американски држави, кога овие војно интервенирале за нив, они тоа и финансиски го надоместувале. Тоа се случи за време на првата заливска војна, кога и Саудиска Арабија и другите заливски држави го финансира целиот тој потез на ослободување на Кувајт од ирачките трупи. Односот кон ИСИЛ и кон другите такви организации, тоа е веќе дел на војна стратегија. Поголема расправа помеѓу Трамп и Хилари имаше зашто некои иницијативи или интервенции на американската војска се најавува преку медиумите и за тоа имаше голема дебата, зашто кажувате каде е моментот на изненадување, па од страна на демократите на Хилари се објаснуваше дека и тоа е дел на психолошката војна, но тоа е дел на нивниот политички фолклор. Но големи изместувања не верувам да има, затоа што меѓународната политика па најмалце била присутна за време на оваа кампања, а дури и гласачите кои го поддржале веќе избраниот председател Трамп, не се тие кои навлегуваат во многу детали на меѓународната политика, освен од финансискиот аспект. Има една исто традиција, да кажам, политичка во Америка, изолационизмот се вика, кој е реално нарушен после Првата светска војна. Во Америка имало големи дебати дали Америка да учествува во Првата, па и во Втората светска војна, па знаеме дека требало да настанат драстични некои моменти за Америка да се вклучи, например, Втората светска војна. Перл Харбор бил настанот кој
американскиот народ го убедил дека американците треба да се приклучат во Втората светска војна, така да тоа е дел од политичката традиција во Америка, каде што по-урбаниот, по-космополитскиот, по-либералниот дел е за тоа да тие вредности американски се шират низ светот, додека по-конзервативниот е да се заштити тоа американското и е таа категорија на гласачи која е присутна баш во тие делови кои што му дадоа и најголема поддршка на Трамп. Професорке, вие ја споминавте политиката кон муслиманите, на што конкретно мислевте? Па, знаете како, има една теорија на заговор која што станува интересна кога се случуваат вакви времења, тоа е дека ако језуитите ги создадоа идеолошките правци на комунизмот и на нацизмот, тогаш секако дека некоја американска администрација дозволи да се создаде антагонизмот и создавањето на исламскиот фундаментализам или поточно исламскиот тероризам. Ова злоупотреба на религијата во поглед на тероризам и поврзувањето со радикални кели кои видовме какво влијание имаат на Блискиот Исток и што направија реално со арапскиот свет, ми дава за право да анализирајќи ги сите параметри за кои што повеќето ги кажа, значи господинот Муслиу, да верувам дека потребата од трошење на сопствените примарни ресурси создаде потреба од создавање на идеологии и борба со тие идеологии. Кога говорам за тоа, не мислам на официјални представници, не говорам за политички партии. Говорам за центри на МОК, за разузнавачки агенции кои што се занимаваат и кои што ги имаат механизмите на МОК и на спроведување на истото. Оттаму, ако погледнеме само врз база на што се темели основата и центарот на американската економија, мислам дека тој веќе моите студенти на политички науки добро го знаат, тоа е воената индустрија. Ако вие развивате упорно воена индустрија, проширувате, ја надградувате, и ако тоа ви станува еден од главните фактори кои што го движи, значи голем дел од Уол Стрит, значи берзата и голем дел од американската економија, во преносна смисла на зборот или со поедноставни кажано и народски зборови, би можело тоа да се објасни дека истите тие куршуми треба да најдат место каде што треба да бидат испукани. И тука почнува планот и стратегијата за тоа како. Тоа е една голема дебата со која што се занимавам јас и еден круг на мои почитувани колеги и навистина во интерес на дебатата не би сакала да го окупирам вашето време со тој домен. Има многу аспекти на кои што треба да се даде значење. Она што е значајно е дека мислам дека Доналд Трамп многу добро му е јасно дека сето ова што се случува, посебно ќе повторам на Блискиот Исток, е дело на таков тип на центри и веројатно има сватена логиката на нештата за безсмисленоста на изгубените животи и за создавањето на константен хаос. Неминовно е катадневно да отвориме било кој од светските медиуми, дали е CNN, дали е BBC, дали се Fox News, да видиме страшни, значи грозоморни слики кои што катадневно ги гледаме од Сирија, од Алепо и од сите центри, значи кои што буквално говорат за тоа дека овие робовски војни во кои што страдаат 99% цивилни жртви, деца, жени и старци, се навистина една недозволена работа во 21 век. И тоа за жал, администрацијата на Обама не најде ниеден механизам со кој што би нашол начин да го спречи. Ќе повторам уште еднаш. Значи, во самата кампања, иако, нели, како жена, нормално дека симпатии има големи кон Клинтон, тој е голем чекор и е за поздравување, што една жена сепак се одважи и успеа да ги победи сите тие мажи и дојде до таму и речи си до крајот. И тоа е за поздравување и го почитувам. Но сепак, она што посебно не ми се допадна и на кое што посебно така водев сметка да видам дали случајно јас во метатекстот нешто не пронаоѓам, беше начинот на кој што таа децидно одговараше кога стануваше збор за надворешната политика и особено однесувањето во, последно во Сирија. Значи, по сметка на толку жртви, по сметка на толку големи несреќи, таа не беше спремна и не остави простор за спремност дека би можела да седне и да најде начин и со значи Асад и со Русија да го решат проблемот и да го пацифизираат просторот.
доколку покажете на таква ароганција, доколку толку многу високо се прецените, нормално дека одговорот ќе биде Доналд Трамп. И во тој случај, секако дека, иако тој се занимаваше и честопати ги повторуваше прашањата за, нели, што исто така е апсурдно по мене, за забрана за влез на муслиманите во Соединетите Американски држави и така натаму, тоа мислам дека се обидуваше да го направи како да најде некој пандан со кој што ќе им објасни на сите дека Америка е всушност сега таа која што на крајот ќе го добие повратниот удар за се она што им го направија на тие луѓе. Јас често пати тоа го говорам, например, на Блискиот Исток, главниот проблем за случувањата на Блискиот Исток е тоа што тие автохтоно, традиционално се различни од западната либерална демократија. И не можете на тие држави кои што се поинаков на шеријатски принцип основани, кои што имаат поинаков традиционален систем на функционирање, каде што племенските водачи, клановите на поважните групации одлучуваат кој ќе им биде представник и ја даваат целосната поддршка во системот. И тоа функционираше така, се до инфилтрирањето на Хомеини во Иран, па и паѓањето нели на шахот, како тргна од тогаш наваму го уништија тој свет практично, повторно со верски средства на погрешен начин. Тоа говори за тоа дека на вистина ценам дека тие подрачја едноставно самите по себе си ќе беа многу полесно ќе си ги решава внатрешните проблеми доколку не постоеше овој агресивен интервенционизам. Ако се сеќавате, пред известно време Саудиска Арабија му понуди на Владимир Путин не знам колку милиарди американски долари во злато само да го напушти Асад. Одговорот на Путин беше многу дециден. Тој рече, пријателите не се напуштаат во неволја и останува таму. Но интересот на Русија во овој случај не е да се такмичи со Соединетите Американски држави, она што цело време Клинтон и Обама се обидуваат да го наметнат. Во суштина, обидот на Русија да има влијание всушност на некој начин да се доближи повторно во нејзината стратешка зона или пак да дојде до оној лак кој што блиско ќе донесе повторно на преговарачка маса Турција. И тука се многу геостратешки прашања кои што вака само... Значи, америчко-рускиот сооднос на Блискиот Исток е постар, иде од времето на арапската војна таму и традиционално посекуларните држави, значи, биле под заштита на СССР тогашен или на Русија. Значи, Асад е стратешки пријател на Русија, не е тоа. Нешто тајно дојде дека по-традиционалните и конзервативни држави биле поддржувани од САД, затоа САД е стратешки партнер на Саудска Арабија или на Кувајт и така натаму. И прашањето со Асад, јако беше дел на кампањата, тука се меша многу повеќе работи, значи не може да видите вие пријател и со Ердоган и со Путин во врска со Асад, кога Ердоган е главниот опонент на Асад, така да ќе имате колизија. Сакам да кажам дека републиканците секогаш биле поисклучиви во оваа работа и тенденцијата и замерките на Трамп во однос на Ирак и Сирија беа дека демократите прерано ги повлекле трупите од таму и тоа отворило празен простор да се формираат структури какви што се ИСИЛ. Така да и таму има скепса дали тоа може да значи дека пак ќе се бара boots on the ground, се вика тоа, чизми на терена, дали ќе се бара или дали ќе инсистира новиот избран председател да има војна интервенција во смисла на праќање на трупи. Знаете, Обама е тој што ги повлече трупите од Ирак. И тоа е интересна, малце по-долгорочна тема, но што се однесува до режимите, значи, тој режим држи во Либија, значи бил така племенски, но овие другиве, Ирак, Сирија, овие биле посекуларни. И као партии, тие вас партии биле поблиски до бившиот Советски сојуз, затоа што биле постсоцијални партии. Значи, партијата на Асад и на овој од Ирак биле од исто семејство на партии и Гадафи бил по социјално ориентиран, што за америчката политика, иако имаме таму ги викаат леви и десни, усушни они се сите десни, нема во Америка
нема во Америка леви, така да тој систем на социјални држави Третиот апсолутно е свет на времето. Би сакала да се осврнеме на биполарен една тема пред да поминеме на оние домашни теми и веста со која, освен што се разбудивме утрово дека Трамп е новиот председател на САД и за извештајот од Европската комисија, но би се задржала уште малку на изборот на Трамп. Дали може да очекуваме Доналд Трамп да постави обвинител кој ќе води истрага за поранишниот државен секретар на Соединетите Американски држави Хилари Клинтон? Ваквата можност не е исклучува ниту менаџерката која ја водеше кампањата на Доналд Трамп. И сега во Америка тоа не значи дека не може. Може да постави тројца. Америка има добро етаблиран и он е англосаксонски етаблиран правосуден систем и ако има нешто да се истражи, ќе се истражи. Последниот заклучок на FBI беше дека таму нема материјал кој би дал причина за да се продолжи со истрагата. А ја колку што може да разберам дека и еден од обвинителите и Џулијани ќе биде, ама јавниот обвинител, тој е поранешниот градоначалник на Њујорк и е тип кој баш во, ако ништо друго во Њујорк се покажа као многу ефективен во борбата против организираниот криминал. Он ги очисти, например, улиците од Њујорк од тој дневниот криминал и така тие недолични работи кои се чуваа во тие улици. Така да тоа не верувам дека ќе се случи баш поради тој последниот говор на Трамп, говорот на помирување, каде што он повика на сплотување и тоа е една стара традиција кај американците. Независно колку се драматични кампањите, они повикуваат на сплотување, затоа што е биполарна во партиска смисла држава. Има една и друга партија, тие се главните. Така да тоа беше обединувачки повик, имаше исто обединувачки говори од Хилари, а имаше исто така говори од председателот Обама. Така да тоа е нивна традиција, не оди тоа кај нив баш кај нас до коска, затоа што ако имате поделено општество и ако политичарите продолжуваат со таа исклучивост, таа после се рефлектира и во општеството, имате негативни ефекти, а секој негативен ефект негативно ќе влијае и врз продуктивноста на Трамп, а он сака да излезе од оваа функција као успешен човек. Професорке, вашиот став и очекувања? Како што можеме да забележиме, тој навистина, знаете, имаше интересен пристап во однос на тоа како тој дури ја нападна на една од дебатите Хилари и тоа беше изненадувачки, нели, барем од оној џентлменски аспект се очекуваше дека можеби нема да се случи таков пресврт. Професор, ке се извинувам што ќе ве прекинам, од режија ми јавува дека имаме колешката Анита Петровска-Рајковиќ веќе, бидејќи со интернетот, нели знаете конекции како оди тоа, да ја вклучиме во живо. Анита, добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова. Јас те гледам, заедно сме со професорката Иванка Додовска и политичкиот аналитичар Алберт Муслију. Светот денеска се разбуди со веста дека Доналд Трамп е председателот на Соединетите Американски држави. Ти вчера ни го пренесе обраќањето од Доналд Трамп веднаш по неговиот избор. Кои се првичните реакции, како живее денеска Америка? Оние кои се бават политика, најпрво добро вечер, добар ден од Њујорк до нашите гости во студиото на телевизија Нова и до тебе Бојана. Оние што се бават со политика, можам да кажам слободно дека денеска се во шок. Никој не веруваше дека Трамп ќе може да извојува волку убедлива победа Хилари Клинтон. Дури од оние најголеми поддржувачи на Доналд Трамп кои што се надеваа на неговата победа, не убедени дека тоа ќе биде тесна разлика. Ние, како што каже и ти, бевме во хотелот Хилтон, во местото каде што Доналд Трамп вчера го имаше обраќањето, првото обраќање како новиот 45-ти председател на Соединетите Американски држави. Поразговаравме таму со луѓето кои што се инволвирани нели во неговата кампања. Ги прашувавме што очекувате. Сите велеа дека ќе биде тајт уин, тесна победа, ќе победи Трамп, но ќе биде неизвестно. Така доби веќе дека дури најголемите поддржувачи на Трамп не очекуваа дека тој ќе победи дури со 279 електорати наспрем 218 кои што ги доби Клинтон. Меѓутоа оние кои што не се бават со политика, Њујорк денеска живее најнормално. Оно што е интересно е дека Њујорк утринава се разбуди со многу дожд, врнеше до пред некои 15 на минути, се уште е времето ладно и најавува дека ќе врне во текот на целиот ден, а луѓето по улица со кои што ние разговаравме денеска утринава, некои велат дека дури времето плаче,
што на Америка се случило ова што се случило, односно што го избрале Доналд Трамп за председателски, како се работи за поддржувачи на Хилари Клинтон, кои што се разочарани од исходот на вчерашното гласање, бидејќи Њу Йорк по традиција е демократски и гласа за демократите. Тако интересно е што се направи огромен пресуд во оваа кампања Бојана затоа што според сите информации оние држави кои што дури беа и неизвестни дали ќе ги добие Доналд Трамп, да се забележи денеска во Њу Йорк, што алудира дека ете некоја промена има, нешто се случило, тоа е што од ноќеска некаде од 4 часот наутро, всушност, утринава до 5 часот наутро, се прошири обезбедувањето. Претходно пред Хилтон хотелот имаше обезбедување, но не беше ништо премногу видливо, а како доаѓа резултатите дека Доналд Трамп се поизвестен новиот претседател, се зголемуваше и обезбедувањето, дури од тајната служба имаше лица и тоа по бајаги, одни, можеме да ги забележиме. Се затвори буквално, да не речам, целата 7 авенија. Ни пешки не можеше да поминеш низ улицата да си стасаш до хотелот, посебно делот околу Трамп Тауер, така и сега во овој момент, затоа што ние сме на само неколку улици од Трамп Тауер, меѓутоа натака не може да се оди затоа што утринават заедно Доналд Трамп заедно со своето семејство замина да мине ноќта токму во Трамп Тауер, па сега нели обезбедувањето таму е малку поригорозно. Она што е ново од овде Анита, очигледно имаме некој проблем, слабо те слушаме тука во студиото, меѓутоа ја разбравме пораката, ти благодарам за ова вклучување и ти посакувам и тебе и на снимателот на телевизија Нова Тони Стојановски мирен лет за назад, се гледаме во Скопје. Ние продолжуваме со разговорот. Професорке, застанавме до оние очекувања дали Трамп може да назначи обвинител кој ќе отвори истрага за поранишниот државен секретар Хилари Клинтон. Како што пред да се вклучи Анита коментирав, она што беше изнесено на Викиликс и она што Асанж самиот го потврди во однос на одредени сомненија, во однос на кредибилноста на работењето на Хилари Клинтон како државен секретар на Соединетите Американски држави во првиот мандат на Обама, но и поврзаноста со одредени криминогени действија кои сериозно и го нарушија угледот последните 2 дена пред завршетокот официјален на кампањата. Говори во прилог дека на она што и самиот Асанж го кажа, а тоа беше дека практично многу му е жал што овој се случува на Хилари, но таа е жртва на сопствената амбиција. И во суштина, јас го делам истото мислење и ценам дека е возможно доколку бидејќи ФБИ ја затвори едната истрага, но сега дојдоа нови обвинувања кои доколку се покаже дека се сериозни, доколку се однесуваат и на загрозувањето на државната безбедност, како и до чувањето на доверливи информации, се разбира нивниот систем, посебно правосуден систем е мощен, ригорозен во тој поглед и нели гледаме што се случи и со нивниот кој што пребегна практично во Русија, ми се чини, нели, не можам сега да се сетам името ми, Асанж цело време ми се врти во главата, но нашите гледачи ќе ни простат. Сето тоа говори за тоа дека тие се многу сериозни кога станува збор за приватните прашања или за прашањата особено поврзани со државната безбедност и дека не би се дозволиле било кој да го наруши тоа, па макар и личност која што во секој случај има углед во Америка и не е било кој, значи 30 години политички стаж, Хилари Клинтон доволно си го има изработено своето место под сонцето. Иако тука би морала уште еднаш да потенцирам, мој фаворит во однос на женската популација и кандидат беше кандидатката Стајн од партијата на Зелените. Навистина една 21 вековна програма со една многу убава, со една многу либерална линија во однос на тоа како се, Америка како би требало да изгледа и овој пат имаше навистина добра шанса, иако видовме дека сепак Џонсон отиде на трето место. Да укажам на нешто, не го потенциравме. Значи Америка и со овие избори покажа дека полот не е тој што смета, затоа што бројот на гласови, апсолутни. За Хилари Клинтон. Хилари имаше поголем број на гласови, така да за поголем број на американци полот на
на кандидатот не е тој што е битен и мислам дека со тоа главните два теста ги помина, избра афроамериканец и жена избра фактички со бројот на гласови. Која имаше големи шанси да влезе во Белата куќа. Не, она е по нивниот изборен систем ги изгуби изборите, но бројот на гласови го доби. Значи повеќето на американците немаат такви стереотипи и да не забравим таму пред 100 години жените не можеле да гласаат. А сега веќе така да тие се работи кои американското општество ги одработува со себе си, се реформира. Пред 20-30 години имале проблем со рацата, па на тоа поработи. Не значи дека тие проблеми не постојат таму. Но и кога постојат, не се кријат и се работи на нивно решавање, отколку на бртај на главата и на... Тука мораме да споменеме и Еленор Рузвелт, која што прва го проби летот. Така. Сопругата на поранешниот председател Рузвелт, првиот амбасадор на Америка во Обединети нации, многу значаен. Во наредните 30 на минути ќе се осврнеме на домашните случувања. Како што кажавме, утрово кога не дочека веста дека Доналд Трамп е председател на Соединетите Американски држави, стигна и новиот извештај од Европската комисија за напредокот на Република Македонија. Останува условена препораката за Македонија, 8 препорака за почеток на преговорите, но условена со кредибилни избори. Ова беше очекувано. Очекувана беше ваквата оценка од Брисел, но ќе го испорачаме ли ние она што го очекува Брисел од нас? Прво, ова е добра варијанта, значи добро сме поминале, затоа што ова не е први извештај, па да не може да се повикуваат на другите извештаи. Ова е условен со изборите, не и со многу други работи кои се наведени во извештајот, а кои претходно се побарани и од претходниот извештај кај нас. Тука се итните реформски активности, тука е медиумите, тука е корупцијата, ова, значи сите специјалното обвинителство, сите тие работи беа споменати во претходниот извештај, не се сработени, но пак имаме разбирање и се дава уште една шанса да дел по дел ги поминеме тие препреки, од кои први се изборите, тие треба да бидат кредибилни. За да бидат кредибилни, треба да се остави минимален простор да можат да се оспорат од било која страна, но исто така се инсистира во извештајот дека итните реформски приоритети треба веднаш да почнат да се спроведуваат, дека на СЈО треба не пречена работа, дека треба односот кон СЈО да се подобри од сите чинители, не само од деловите на правосудството, како што се Советот или Кривичниот Советот на обвинители, судскиот совет и така натаму, тука и пристапот на политичките партии, треба да се сработи делот во безбедностите структури и така натаму, значи поголем е извештајот, но старт, почеток се изборите. Ја верувам дека тој дел реално имаме добри шанси овој пат да го поминеме добро, затоа што и присуството на меѓународните наблюдувачи ќе биде зголемено. Проблемите се веќе јавно идентификувани, така да и домашните наблюдувачи ќе бидат по-внимателни на тие делови. Мислам дека политичките партии сите ќе бидат таму и ќе го мониторираат процесот. Овластувањата на ДИК се зголемени, казните за злоупотреби се зголемени, така да ова се добри предуслови целиот тој процес да помине баш како што бара Европската комисија. Мислам дека тоа би било добар почеток. Тоа го каже и комесарот Хан, дека од идната влада се очекува сите тие други препораки кои идат после изборите да се земат као приоритетни и да се влезе во нивно решавање. Се согласувате ли, професор Кедодовска, со тоа дека ова е пред се добро за Македонија еден ваков извештај и дека можеме да го поминеме она што Европската унија го бара од нас, да спроведеме едни кредибилни и веродостојни избори на 11 декември? Добро, јас сметам дека овој пат наместо флоскулата за промена на уставното име на Република Македонија како главен услов кој што практично ја правеше во претходните наврати условената препорака од страна на Европската комисија, овој пат имаше многу подобар или по-свеж аргумент, а тоа е аргументот поврзан со политичката криза и со спроведувањето на кредибилноста на предстојните предвремени парламентарни избори на 11 декември. Споредено со претходните извештаи се согласувам, значи со Муслију дека апсолутно нема некоја посебна разлика во однос на одредени таргети. Се разбира,
Она што и комесарот за проширување Хан го потенцираше во своето обраќање денеска се однесува на стрикно спроведување на она што беше договорено во Пржино, што и во суштина и се имплементираше во закони и нели стана еден почеток, да речам, на разрешување на кризата. Се разбира дека како медиатори европејците се можно заинтересирани тоа и да успее да се приведе до крај, иако во неговата дипломатска реч, во начинот на кој што тој ги искажа своите ставови, лично насетив и малку несогласување со сопствената институција, тоест остави простор да каде што нели можевме да осетиме дека и тој е свесен и ја прати пораката до нас и до нашите политички елити, дека и Брисел исто толку има значи тука да речам вина во поглед на овие процеси, бидејќи ненавремено превенира, не дадоа шанса и оставија овој процес да трае до бесконечност. Се разбира, доколку имате таква една нерамномерна позиција, ако сте де факто, нели, а ние сме де факто европска држава, со генерално законска регулатива која што е усвоена, со прашања, голем дел на прашања, корпус на прашања кои што се решени и со одредени известни мали додатоци, а да не зборуваме за големината на државата и за форматот, што лесно би било акцептибилен, се извинам, доколку има желба од страна на Европската Унија да бидеме прифатени. Сето тоа го почувствува во неговиот говор и особено покрај другото. Почетокот беше интересен кога речеа сега за земјата во која јас најмногу вложив. Па да, тој ја чувствува Македонија како негова, значи, така една од неговите главни линии во неговата кариера како еврокомесар за проширување. Де факто, сите овие нивни извештаи имаат политички карактери, тоа и сите се согласуваме со истото. Нема логика, значи, во однос на имплементирањето на законите, бидејќи во Македонија одредени закони, можеби повеќето се по-ригорозно спроведуваат од што во било која од земјите во Европска Унија. Посебно ние пушачите, тоа го знаеме. Да се насмееме малку. Но шалата на страна, тој исто така потенцираше колкаво беше значењето на Македонија за време на бегалската криза и колкав беше уделот на Република Македонија во справување со истата, што исто така остава простор дека Европа и посебно тој како комесар го ценат она што го направи Република Македонија, но и оставаат простори во наредниот период со овие најави за афрички бран, кои што, нели, како што се проценките, треба до март 2017 да стигна до Турција, а може би и до Грција, дека ќе може би повторно Македонија и македонските граѓани, македонските вооружени сили ќе бидат во неопходни во, не дај Боже, некакви си други сценарија за кои што ние во овој момент не можеме доволно да знаеме, но бидејќи се потенцирани тие таргети, е особено значајно и да ги истакнеме. Секако Македонија е, како би се рекло, во едно лимбо. Ние не сме ни риба, ни девојка во целиот процес. Во суштина и историското минато е такво, значи поразлично од однос на другите национални балкански држави, а и реалноста од воведувањето на плурализмот од 91 наваму видовме дека бевме практично на ватромети наставени пред многу предизвици во кои што со сите мани на нашите политички елити, со сите следности и кадровски промашувања, со сите навремени или ненавремени однесувања, сепак покажавме дека имаме шанса да застанеме на нозе, да издржиме или доколку паднеме повторно да станеме. Се разбира, во тој поглед најголема заслуга имаат македонските граѓани кои што се сепак поеластични и подолго време имаат степен на издржливост и дозволуваат, нели, работите сами по себе стихино да си дојдат на свое место. И секако јас лично верувам во тоа што го кажа комесарот за проширување Хан, а тоа е неговата искрена намера да ја помогне на Македонија. Тој не потпадна, не влезе во игри на одредени структури, така што има чист образ пред сите да застане. И во тој поглед верувам и му верувам нему кога на неговиот збор, поточно кога истакна дека по завршувањето, нели, дај Боже да бидат, нели, предвремените парламентарни избори кредибилни, демократски и да мирни, потоа треба да вистина државниот врв кој да превземе власта, треба да се концентрира на прашањата кои што треба да ги санираат штетите и македонското општество повторно да се устрои во еден нормален тек кој што ќе се однесува, нели, на прашањата кои што се клучни за македонските граѓани. Така.
Тука правиме уште една кратка пауза за реклами. Продолжуваме со разговорот, влегуваме во оние завршни минути кога ќе посветиме време на кандидатските листи за пратеници. Деновиве исто така и тие се актуелни во исчекување на оние од владеачката партија, од опозицијата, веќе ги видовме, би сакала и околу тоа да прокоментираме. Повторно назад во отвореното студио на телевизија Нова по анализата за тоа што ќе донесе политиката на Трамп по неговиот избор за председател на Соединетите Американски држави. Го анализираме извештајот од Брисел кој пристигна денеска, условената препорака за Македонија, условена со одржување на кредибилни избори на 11 декември. Ајде малце за кандидатските листи. Ги видовме оние на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, внесоа огромен раздор, голем број незадоволни кадри кои не се најдоа таму, им се отстапи место на шарената револуција, на луѓе од студентскиот пленум, потоа имавме оградување од студентскиот пленум дека таму дека немаат представник на листите всушност. Исто така и многу разочарани од граѓанските активисти, бидејќи велат дека нивната борба и излегувањето на протести не било за да се добие пратеничка функција, дека некои од нивните представници да добијат пратеничка функција. Имавме разочарани и од старите кадри, имавме разочарани кои и председателката на Скопската организација Софија Куновска си поднесе оставка. Што може да очекуваме од листите на владеачката партија и вие како ги коментирате вие пратеничките листи на опозицијата? Прво од владеачката треба да ги видиме. Знаете, интересна е дефиницијата која ќе кажете освежување или ќе кажете проверени кадри. Може да кажете непознати лица или, знаеш, веќе видени. До пристапот е. Што може да видиме? Не. Освежени лица или Не, ова се секако дека се нови лица. Ја во една изјава сум рекол да беше до аспирантите во Македонија требаше има 60.000 пратеници. Толку отприлике сакаат да бидат пратеници, така да тоа ми е стандарден дел од политичкиот фолклор кај нас. Не верувам дека кај владеачката и кога ќе излезат листите дисциплината е многу поголема, така да нема да можеме да слушнеме реакции, но секако дека има незадоволни во политичките партии се интересни групи. Таму сите кои се влезени во активно учество во политичките партии имаат некои аспирации, некој сака пратеник, некој сака министер, но не можеме ние како општество сите тие потреби да ги абсорбираме, па сите оние да станат. Што се однесува до листата на опозицијата, сигурно дека е нешто ново. Има места од шарените, од студентскиот пленум, не може они да имаат представници своји, затоа што не се структурирани организации каде што има преседател, подпреседател, тоа се хоризонтални движења, каде што дел од пленумот или од шарената револуција си се нашол во тие листи, но не како изгласана личност од студентскиот пленум или од шарената револуција, па тие дошле до заклучок овој ќе бидат тие што ќе не представуваат. И не би било во ред така, затоа што би се изгубил концептот како они се организирани. Храбар чекор секако од опозицијата, бар во след на таа програма и тој нов начин на профилирање на опозицијата која ја промовираше лидерот на опозицијата, како тоа се рефлектира на гласачите, тоа ќе видиме на 11. Ако може на цела Америка да се изненади со изборот на председател, мислам дека и ние овде коректно може да кажеме дека некои работи не можеме баш до детали да ги предвидиме, но верувам дека и они се озбилни, значи кога се прават кандидатски листи, тоа се и калкулации. Ти ставите еден за да добиете ваков квантум на гласачи, друг за ваков. Значи сите се они таму за да привлечат некого, а не за да удомат некого во смисла на плата во парламентот. Бар неќам да верувам дека тоа е смислата на кандидатските листи во нашиот парламент. Верувам дека со вакви пошаролики листи малце ќе се зголеми и ќе се демократизира нашиот парламент, кој за жал последните 10-15 години станува само гласачка машинерија, а во суштина он е основниот двигател на парламентарната демократија. И сите дефекти кои покасно се појавуваат баш поради тие дефекти во парламентот. Парламентот треба тој кој ја контролира владата,
кои донесува закони, а не треба да биде само извршител на волјата на политичките лидери, политичките партии. Така да тоа е мач со две страни. Така, меѓутоа интересен е лошо. оној концепт кој го застапуваше опозицијскиот лидер Зоран Заев од 2014 година, кога раководството на партијата не се најде на тие листи, бидејќи според изјавите на Зоран Заев тогаш тие планира да бидат дел од извршната власт. Овој пат имаме една поинаква ситуација кога раководството се појавува како носител на листите. Па сега, јас знам дека во шеска, например, албанските политички партии, тројца од лидерите се во шеска таму за да се соочат едни од двајца, така по нивните изјави, иако родните места не им се во шеска. Например, лидерот на ДУИ, мислам дека Кичево е под петка, на господинот Цела од петка и се соочуваат. Конкретните причини тоа треба сигурно да ги даде одговор Заев или опозицијата. Но верувам дека е дел од соочувањето на тие политички елити. Ние прво не знаеме каква ќе биде листата од ДПМН, па не можем да кажем дека причината е соочувањето. Може да ги нема на листите тие, мислам, врвот на владеачката партија, треба да го видиме. Но кои се причините, валјда имаат некоја стратегија зашто кој е негде. Например, ја не знам како одговорил на прашањето, како тоа се рефлектира на функцијата која моментално ја обавува. Ама тоа треба сигурно он да се одговори. Професор Кедодовска, ваш коментар во однос на листите, што може да очекуваме од владеачката партија, со какви кадри да излезе? До петок е рокот, во петок ги очекуваме листите. Видовме на Социјалдемократскиот сојуз, кој е вашиот коментар? Па мислам дека во опозицијата се уште останува оној персонален начин на делегирање на кандидатите и затоа имаше толкова незадоволство кај старите кадри, кај кадри кои што биле претходно пратеници, како и некои од актуелните партиски функционери кои јавно искажа своето незадоволство. За разлика од 2014 кога веќе беше, значи тогаш на нас не ни беше јасно, но на раководството на Социјалдемократскиот сојуз им беше планот веќе зацртан во глава за создавањето на политичката криза, тогаш и тие не им требаше да бидат на партиските листи, зашто тие се спрема за таа битка. Ова е веќе друг момент, 2016 е при крај, 2017 е на прагот, нова можност се отвара пред нив. Јас мислам дека од оние изборни некои анализи кои што се прават со сите оние грешки и проценти, овој пат опозицијата ќе има поголем процент во однос на минатите пати и затоа и настапува вака постабилно со државното водство, со партиското водство, со претензија за државно водство, иако исходот дали ќе биде каков ќе биде, ајде да оставиме до крај, мислам дека нема да биде успешен до крај за нив. Она што им требаше во моментот е да речам, и свежи кадри, но и кадри кои што ќе бидат помалку инволвирани во однос на голем број на настани кои што се случува изминативе 2 години. Она што мене ми е евидентно, бидејќи го пратевме целиот овој процес, целиот овој изминат период и активно ги следев на дневна база, например, јас ценам дека се тргнати оние кадри кои беа најстрошени, тоест на првите борбени линии и беа практично и истите влегоа во тој полет и во лична пресметка и доста се извалкаа, можеби не мислеа сето тоа што го правеа и така натаму во таа еуфорија. Сега се тргнати на страна и се донесени помалку познати кадри, поумерени кадри. Верувам дека Зоран Заев е во право кога ги уверувал или кога се обидувал да ги смири, дека во наредниот фаза, доколку освои власта, тој сите ќе им даде некое пристојно место, но секој се осеќа онаа приватна суета кога лично знае колку се вложил и како ќе се почувствува кога е надвор од системот или кога не е доволно валоризиран. И тогаш се создава и тој револт. Јас би почекала да ги видам и листите на владеачката ВМРО-ДПМН низната коалиција. Ценам дека, познавајќи по нивниот принцип како тие ги создаваат листите, тука си постои еден демократски принцип интерпартиски, значи сите општински си делегираат кандидати, потоа тоа оди на разгледување на извршниот комитет, веројатно тој процес во моментов трае. До сега немаме некоја информација за некаков проблем, нема амплитуди, нема некои пресметки, нема големи некои превирања,
оттаму не би можела да ги компарирам исто како господинот Муслиу, не би можела да тука да правам споредба. Очекувам од страна на ВМРО ДПМН дека ќе направат баланс помеѓу старите и новите кадри, дека ќе дадат одредени промени, значи во однос на парламентарниот состав, каде што би имало многу посоодветни парламентарци кои што реално би можеле да влијаат и да го подобрат парламентарниот живот во Македонија. Ако нешто нас исто искрено жалам, јас една од причините поради која што се одлучив за професијата политолог беше токму она што го помнам од детска возраст на тоа како изгледаше македонското собрание на времето, навистина интересна, динамична институција каде луѓето ги кршеа копијата, но потоа одеа пиеа кафе и одеа на ручек и наоѓаа решенија. И мислам дека тие поуки од минатото можеби веќе малку ни фалат, потребно е малку да се направи одреден баланс. Секако нели се зависи од начинот на кој што ќе се избере да се води една политичка кампања, каков дух ќе има истата, со какви намери ќе се приде. Видовме дека ВМРО ДПМН и покрај толку голем број на удари што им беа зададени, издржаа, не потонаа, останаа значи на одредено ниво, се фокусираат на економската програма, се фокусираат на прашањата за кои што сметаат дека може да дадат придонес во општеството. Го очекувам истото импути од опозицијата, на крајот на криштата, како и секогаш, јас би заклучила дека ние сме сите свесни и политичките елити мора да стануваат свесни, ако не ќе им повторуваме постојано, па нели тоа со времето ќе се усвои, а тоа е дека тие постојат за граѓаните, не граѓаните за нив и така натаму. Во тој контекст сенам дека имаме пред нас 4 до 5 недели една, да речам, интересна фаза од развојот на македонската плурална историја во која што навистина треба да покажеме нашата зрелост и да покажеме дека сепак ние како граѓани има прашања за кои што навистина немаме повеќе што да дискутираме и треба така сплотени да дојдеме до одредени резултати, какви да се тие на крајот, сепак да ги прифатиме како такви и да се сите пацифизираме и да се зафатиме со она што ние нам приоритетно. Ако тоа успеат да го направат, а јас верувам дека овој пат гледајќи ги, например, бидејќи од опозицијата тргна целата политичка криза, тие ми се поинтересни да ги наблюдувам. Например, тие се соочија со исто така на микрониво внатре, со она што го направија на глобално ниво, на државно ниво. Значи, она што им се случи со оние протести, со тоа зошто е овој, зошто не е оној, зошто вака се тие викнати, зошто не, тоа е класичен македонски синдром на самоуништување. И тоа ја слабе е партијата, ја слабе е коалицијата, исто како тие претходно 2 години што ја слабеа Македонија. И тој процес се рефлектира од систем на кукли, оние помали, поголеми. Но тоа, истото, се надевам дека ќе го решат и ќе најдат начин како да го разрешат и во споредба со тоа што веќе, иако пак ќе кажам, коалицијата на ВМРО, предводена од ВМРО ДПМН е многу понапред. Тие имаат и многу поинаков пристап во целава оваа ситуација, но имаат и поинаков трек на функционирање. Во сиот тој процес, да оставиме на времето, јас искрено, еве пак со позитивен дух, не наивно, туку едноставно со најискрена намера посакувам овој процес навистина да одрази она ниво кое што ние како граѓани вистина го имаме и со кое што не се разликуваме од никој друг, ниеден друг западноевропски државен ентитет и да почнеме навистина со оние клучни работи. Ви благодарам што бевте вечерва дел од отвореното студио на телевизија Нова. Тука е крајот на вечерашната емисија. Ви благодариме на поканата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што не следевте изминатиот час и половина. Се надевам дека одговоривме на голем дел од прашањата, дека имавме навистина интересни гости, интересни теми вечерва за дебата. Ве поканувам да останете со програмата на телевизија Нова во 22 часот следува најновиот информативен блок вечерва со колегата Градимир Марковски. Од мене пријатно.